Цивил медија. Вака, неколку работи имам. Прво, во однос на Цивил и активностите му ги поздравувам и ги гледав во времето кога беше навистина тешко. Кога информациите беа дезинформации и ми се допаѓа затоа што кажуваа работи, нешто сакаше некој друг да ги чуе што ги водеше работите, него што сакавме, што требаше ние како граѓани да ги чуеме. И ова организација исто ми е во ред со тоа што една критика можело дискусијата да е проширена и да се обидете да донесете луѓе на кои што тоа се однесува. Дали се луѓе од власта или со некоја институција да чујат што не мачи. Вака убава е дискусијата, прекрасно, природата, се ни е во ред, меѓутоа не знам колку информациите и колку пораките од професорките од активистката ќе стигнат до некој. Многу ви благодарам за убавите зборови. Буквално сите ќе ги сватам како комплимент за Цивил, вклучително и критиката која се однесуваше на тоа што не викаме оние што се најодговорни или најповикани. И од таа страна и од оваа страна Цивил секогаш е на терен, секогаш е достапен и има добро разработена медиумска платформа која ја преземаат и многу други медиуми во Република Северна Македонија и таа се однесува на сите граѓанки и граѓани. Тие учествуваат во нашата секојдневна работа и заради тоа сметаме дека сме достапни и уверени сме, имаме и кредибилни информации за тоа дека многумина од оние што се повикани не следат. И од страната на граѓанките и граѓаните, јавноста, меѓутоа и од страната на институциите, вклучително и на опозицијата, а се разбира и оние што се во власта. Тоа не е тоа кришум, можат на телефон да не гледаат, да не слушаат, да не читаат и јас мислам дека тоа редовно го прават. Само ќе се навратам на една изјава што ја дадов во 2016 година, кога ме прашаа како се чувствувам во врска со CD-то што го добив тогаш од прислушуваните разговори. Јас реков дека ние мислевме со години дека не слушаат, не читаат, дека ние пишуваме, извикуваме, се јавуваме и сето тоа, ништо не послушале, ништо не слушаат, ништо не гледаат, а тие всушност слушале се. И јас им заблагодарив што слушале се. А сега, ако ништо друго, барем социјалните медиуми и слободните медиуми, во голема мерка ослободените медиуми, освен оние што свртеа капа и потрчаа повторно по парите од нашето заедничко чекмедже, се послободни и можат да бидат на услуга на граѓанките и граѓаните. Прво е и основно е да знаат што се случува, а потоа следуваат и акциите. Бидејќи јавноста мора да знае. И не само што мора да знае, таа по закон и е дозволено да знае буквално се. Тоа е првиот чекор само, бидејќи нам ништо не ни вреди ако знаеме се, а ништо друго не се случува. Затоа и битно е да бидеме активни. Цивил медија.